повеќе своје Почитувани, значи представник на делегацијата на ЕУ господин Бертолини, заменик шеф на мисијата на амбасадата на Финска господја Алато, директор на Финскиот институт за јавен менеджмент господја Темс, почитувани представници на дипломатскиот кор, драги лидери на проектот господин Линд и господја Проковиќ, почитувани гости, представници на институциите и колеги, јас би сакал да посакам добре дојде на завршната конференција на овој проект, кој што е исклучително значен за нас како Министерство за финансии. Уште на почетокот сакам да изразам голема благодарност до Европската Унија и пред се до Финска за поддршката за реализација на овој проект. Значи, Министерството сега ќе дава малку поголем вовед, бидејќи гледам дека има и медиуми тука, чисто да ја сватат суштината на проектот. Министерството за финансии, а главен корисник беше секторот за буџет и фондови, но исто така овој проект беше сеопфатен, бидејќи со своите активности беа вклучени повеќе министерства, буџетски корисници и па дури и други сектори на Министерството за финансии кои што се важни за оваа целокупна рамка на јавни финансии, како макроекономската политика, сектор за макроекономска политика, трезор, даночни царинска политика, меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг. Проектот се реализираше во соработка со ХАУС, Финскиот институт за јавен менеджмент, а во негова имплементација, тоа беше кажано, придонес дадоа значаен број на експерти од Финска, но и од земји како Словенија, Австрија и Холандија. Сега главното нешто зошто е важен овој проект, зашто е многу важен овој проект за нас. Како асоциација ќе употребам неколку реченици од една од поубавите детски книги, Алиса во земјата на чудата. Значи, Алиса прашува по кој пат да тргнам од овде и мудриот мачо ви одговара, зависи каде сакаш да стигнеш. Алиса му вели, па не е важно. И мудриот мачо ви одговара, тогаш не е ни важно по кој пат ќе тргнеш. Кај нас, за жал, многу често работите ги правевме гледајќи само една година, не гледајќи го средниот рок. Токму овој проект сака да го промени, значи да почнеме да размислуваме подолго на еден среден период. Среднорочно буџетско планирање да воведеме во реалност. Значи, ова е многу важно, да имаме стратегија, да знаеме каде сакаме да стигнеме и како да изодиме до таму. Со овој проект фокусот е значи да се унапреди среднорочното буџетско планирање и во овој проект беа направени многу значајни активности, например беа анализирани законските и стратешки документи во клучни области на јавните финансии со цел да се дефинираат буџетски програми, дизајнирана е нова програмска класификација и дефинирани се индикатори за ефикасност на програмите во нов приречник за програмско буџетирање, анализиран е постојниот буџетски процес и дадени се препораки за постепено и систематско применување од постојниот начин на буџетско планирање кон среднорочно буџетско планирање во согласно со ЕУ препораки. Продуцирани се приречник за среднорочна буџетска рамка и среднорочна рамка на расходи. Исто така многу е важно дека направен е и предлог текст на закон за буџети. Изработен е приречник за државна финансиска статистика по ЕСА 2010, нешто кој што ние се стремиме да одиме. Исто за многу кратко време, согласно нашите потреби, изработено е софтверско решение за пријавување и евиденција на обврските на буџетските корисници. Спроведени се голем број на обуки, организирани се семинари, студиски посети за да се споделат искуства и знаењата. Затоа јас би сакал да упатам голема благодарност до ХАУС од Финска за нивното несебично споделена експертиза и знаења за реформирање на нашиот систем на буџетско планирање и секако посебна благодарност до господја Јона Бергал, бидејќи од кога јас дојдов најмногу со незе соработувавме, а секако сакам да упатам и голема благодарност до вработените во Министерството за финансии кои посветено работеа на дизајнирање на реформите. Ние денес со особено внимание ќе ги слушаме препораките, значи за фискалната рамка
и реформите за среднорочно буџетско планирање и пред се предлог законот за буџет. Секако дека за нас и многу е важен и правецот на ЕСА 2010, а исто така и е важна и поддршката за IT измени, без кои ништо суштински не може да се смени. На крајот ја би сакал да потврдам дека политичката волја и наши приоритет е ова да го воведеме, значи Македонија да има реално среднорочно буџетско планирање. Исто така ова е, како што кажа и господинот Бертолини, еден од најважните делови на стратегијата за управување со јавните финансии, која што практично за нас представува акционен план на реформи во периодот 2018-2021 година, која што содржи реформи на сите битни елементи на системот на јавни финансии. Нема сега да влегувам во детали. Многу од тие кои што експерти кои што ја видоа оваа стратегија велат дека е премногу амбициозна, но ние барем денес во Македонија знаеме каде сакаме да стигнеме. И тоа е најважно. Значи имаме цел и знаеме каде сакаме да се движиме. И ве уверувам дека се ќе направиме да се движиме натаму. Мислам дека јас сум презадоволен од посветеноста на луѓето во Министерството за финансии на работата на оваа реформа. Благодарам.